Почитувани, сега сме во Делчево во слободен пат. 8 во целата платена од парите на зачекчани, градоначалникот Горан Трајговски на затворена пресконференција се обидува да се брани сами од себе си од прашање кои што засегаат јавноста по повод неодамнешните катастрофални поплави. Наместо да одговори на директно поставените прашања, тој спинува и манипулира само во функција на зачувување на својата фотелја. Денеска градоначалникот од својот кабинет искажува многу, но не одговори на ниту едно поставено прашање на наша страна. Наместо да одговори кој ја градеше и кој беше надзор на изградбата на атмосферската канализација на улица Вера Јосик и во спој со булевар Македонија, каде се појавија најголемите поплави. Тој шири епска демагогија за тоа како во Делчево имало ентузијазам и дека тој работи од Делчево да биде подобро место за живење. Нема одговор од Горан Трајговски за тоа кога последен пат ги чистеше каналите за одводнување на атмосферските води во први, втори и трети район во Делчево. Наместо да одговори дали планира да изгради атмосферска канализација долж булеварот Македонија, како би се спречели идни поплави, Горан Трајговски го обвинува ВМРО-ДПМН за деструктивизам. Разобличен и фатен во својата неспособност, тој обвинува други за нешто што тој треба да го сработи. Иако градоначалниците на ВМРО-ДПМН од соседните општини уште самата вечер на 8 јуни ги активираа сите расположени капацитети да помогнат Горан Трајговски, но само нему познат стил останува нем за да им се заблагодари за ваката помош. Горан Трајговски молчи и за финансиските средства кои што голем број на општини под ръководството на ВМРО-ДПМН ги одвојуваат и ги одвојат од своите буџети за да помогнат на зачекчени. Заборави да се заблагодари и на фирмите кои бесплатно вршат дезинфекција во домовите на зачекчени. Ние како општински комитет нема да бараме да ни се благодари и поглед тоа што нашите структури први беа и се подготвени да помогнат во преминување на оваа криза на нашата општина. Но, градоначалниче, одговорност мораме да ја бараме и откриеме од причина што аматеризмот и неспособноста на поединци, како при справувањето со неодамнешните поплави, така и со катастрофалните пожари во 2021 година и се видели обезечината, а зачекчени не се виновни скапо да го плаќаат тоа. Вистината е дека со оваа власт на СДСМ ниту Делчево, ниту Македонија е подобро место за живење. А ентузијазмот на зачекчени се удави во неодамнешните поплави. Одговорност за штетните политики на СДСМ мора да има, како во Делчево, така и во целата Република Македонија.